Кога станува збор за врсничко насилство, неопходна е поголема будност на целото општество. Апсолутно е потребно да се стави јасно на знање дека нулта толеранција за врсничко насилство треба да има. За учениците е важно да знаат дека секој вид на насилничко однесување ќе биде приметен и истиот ќе биде, доколку постои потреба, будно следен, ќе се помогне и доколку е потреба ќе се превземат сите мерки кои што се потребни. Исто така во сите училишта е неопходно да постојат протоколи за работа како да се постапува во ситуации кога е можно врсничко насилство. Овие протоколи треба да бидат почитувани од сите, и од учениците, и од наставниците, и од родителите. Главниот аспект за кој што е потребно и нужно да се говори во нашава држава е токму оние проблеми кои што настануваат и кои што произлегуваат од самото општество. Само здраво општество ќе роди здрави граѓани и здравото општество ќе понуди решение и солуција за такви проблеми кои што ни се случуваат во поново време. Темата вечерашна, ај буквално она што се случува е насилството кое што се јавува во врсничкото насилство. Врсничкото насилство носи низа проблеми кои што намерно се рефлектираат врз самото општество. Ние, како свесни граѓани на оваа држава, треба да го кренеме својот глас, како и тие кои што се жртви на тоа насилство, треба да се обратат до соодветните институции и буквално да се говори слободно. Само нулта толеранција кон насилството, врсничкото насилство ќе вроди со плод онаму кај што е потребно, а тоа е најбитната наша нитка, тоа се децата. Само таму може да кажеме дека мора да се интервенира и да се сработи се навремено. Видете што Мелеуса организира трибина и темите до кои што се држи се секогаш актуелни и како што стои во поднасловот, врсничкото насилство е навистина предизвик на денешницата. Сите сме сведоци дека живееме во една општа насилна атмосфера. Ако нешто гледаме на глобално ниво, тоа е насилство на сите страни, но живееме во атмосфера, за жал, каде што се глорифицира насилството и она што се забележува е поврзано со врсничкото насилство во училиштата, во училишните дворови, на улица, што можевме да видиме од некои снимки кои што се направени од тинеџери, додека нивни врсници се малтретирани на улица или во училишниот двор, едноставно не можеме да не забележиме една сеопфатна, пасивна социопатија. И дали е предизвик оваа тема, оваа дискусија, е секако. Дали сме одговорни сите и дали треба сите да се самоповикаме на одговорност, апсолутно да. И да видиме што можеме да направиме. Заради тоа што ако децата се иднината на овој свет, а се, тогаш согласно сето она што го гледаме во училишните дворови, на улиците, во животите на децата, преку сајбер насилството за што и ќе зборуваме, но и физичкото насилство кое што е секојдневие, тогаш не можеме да зборуваме за никаква иднина на овој свет.